Здраво, драги родители! Добре дојдовте на уште едно видео за свесното родителство. Во денешното видео повторно ќе зборувам за содржините од книгата на авторката Шефалица Бари "Родителска карта". Денес во ова видео поточно ќе продолжам да зборувам за егомаските, кои што родителите ги навлекуваат кога несвесно родителствуваат со своите деца, особено кога се во една состојба на реактивност, кога едноставно не знаат како да постапат со однесувањето на своето дете, со неговите чувства и поради тоа тие делуваат од едно место на внесување на минати шеми, начини на однесување од своето детство, преку кој што и со тоа, значи, не сте свесни дека преку тие образци, преку тие начини на однесување научени и isprogramирани од страна на она што тие го гледале во своето детство или пак можеби од своите родители во текот на нивното воспитување, самите тие, значи, ги навлекуваат овие егомаски на однесување во односот со своите деца кога ги родителствуваат. Дојдовме до егомаската на поправувач. Таа е една од главните егомаски по кои што Шефали ги распоредила во својата книга. И денес ќе зборуваме за поттиповите на ова главна егомаска. Денес ќе зборувам за поттипот или архетипот на егомаска овозможувач и на егомаска на суперхерој. Таа ги прашува во својата книга родителите: родители, кога сте вознемирени од своето дете, дали истрчувате, избрзувате да превземете акции, да можете да го средите животот или проблемите на своите деца, а при тоа на некој начин знаете дека тие се и дека во состојба да можат сами тие тоа да го направат, туку вие чувствувате една потреба да сакате тоа да го направите, да се чувствувате дека се уште сте им потребни за да им ги средувате работите кои во суштина и сами децата можат да си ги средат во својот собствен живот. Доколку е така, Шефали ги прашува родителите: доколку го забележите вакво однесување од ваша страна, и тоа се случува често пати, тогаш можно е да ја носите егомаската на овозможувач. Во психолошка смисла или во психологијата, таа им објаснува на родителите дека името на ова маска овозможувач има негативна конотација, затоа што повеќе би представувала оневозможувач, во смисла дека оваа егомаска ја носат претежно родители или лица кои што ги охрабруваат или ги заселуваат негативните себе деструктивни однесувања кај другите личности. Или во суштина тоа се родители кои што ја ослабнуваат способноста на децата да можат тие да ги прават сами работите за себе. Што значи тоа? Тоа значи дека родителите кои што ја носат оваа егомаска на овозможувачи, тие се класични родители кои што се спасители, значи сакаат да ги спасуваат во секој момент своите деца и при тоа тие претеруваат во тоа. Значи, толку многу тие прават за своите деца во секојдневниот живот, што практично им ја цицаат силата и волјата на тие што му овозможуваат. Сега, додека овие родители на површина делуваат како добри, меѓутоа нивната подсвесна агенда и како е смртоносна затоа што ги осакатуваат своите деца. Значи,
Зошто тоа? Зошто е тоа така? Затоа што овие родители несвесно манипулираат со другите за да можат да станат, значи во оваа смисла зборуваме за децата, за да станат сиромашни во духот и да можат да зависат на крај од овозможувачите. Затоа што на тој начин овозможувачот се чувствува добар и кога, значи, тој ги спасува другите. И овие луѓе имаат потреба од другите да побараат мислење нивно или помош за да можат да се чувствуваат значајни, за да можат да се чувствуваат компетентни. Значи, овозможувачите добиваат значење преку тоа што тие на некој начин се спојуваат со другите и кога се спојуваат со другите, тие толку многу се вметнуваат во нивниот живот, што ги прават другите зависни од нив. И иако реално, значи нема вистинска потреба од помош или пак никој и воопшто не побарал помош за да му се помогне. Меѓутоа, на овој начин се чувствуваат сигурни и нивното присуство и нивното влијание да им биде потребно од страна на децата. Што е она што овозможувачите го сметаат како сопствено верување? Прво, тие веруваат во следните работи. Мојата вредност е дефинирана од тоа колку им сум потребна на другите. Второ, кога другите зависат од мене, јас се чувствувам дека сум во контрола. Трето, многу полесно ми е да одскокнувам, да истрчувам и да ги поправам ситуациите, отколку да ги гледам другите како се борат и како не успеваат. И четврто, контролата над животот на другите мене ме прави да имам контрола над мојот живот. Како сега се чувствуваат децата кои што се израснати со родители кои што ја носат оваа его маска на овозможувачи? Децата израснати со овој тип на родители можат да пројават секакви видови на чувства, значи од чувство на право дека можат да примат секаква помош во секое време, па се до доживување на едно чувство на апатија, на едно чувство на безпомошност за собственото, за да можат сами тие да одлучуваат. Значи, овие деца, тие се навикнати како резултат на тоа што постојано родителите му се префрлаат, се во нивните животи, и кога треба и кога не треба. И токму поради тоа овие деца се навикнуваат да бидат пасивни. И тие на некој начин се научени родителите да ја завршуваат напорната работа наместо нив, што ги прави овие деца да не знаат што значи да ризикуваат во својот живот и поради тоа тие ги трпат последиците од тоа нешто, стануваат многу несигурни, стануваат деца кои што имаат несоодветно однесување. И исто така овие деца развиваат и едно чувство дека се огорчени од нивните родители заради тоа што му овозможуваат на секое ниво. Значи му се втурнуваат во нивниот живот, да му ги решаваат проблемите на било кое ниво и токму поради тоа што децата интуитивно на некој начин тие знаат дека тоа нешто што го прават родителите доаѓа од едно место на манипулација, доаѓа од едно место на контрола, а бидејќи тие се мали, бидејќи не знаат како да го изразат сето тоа, да го искажат, сето тоа тие
создаваат кај себе гнев, создаваат фрустрација и поради тоа оставаат едно, значи кај не се јавува едно големо чувство на беспомошност и на анксиозност, затоа што многу ретко на овие деца им се дава можност тие во нивниот живот да вежбаат толерантност, да можат да градат отпорност, значи да станат самозајакнати деца и да се има родител кој што на секое ниво му овозможува на детето на површина изгледа дека тие родители се прекрасни, дека навистина е чест да се има таков родител, меѓутоа на долгорочен период и како ова однесување на родителите има далеку сежни штетни последици врз детето, посебно врз нивното чувство за самостојност, за автономија, за самозајакнување, за самоиницијативност, за самоуправување и така натаму. Како може да звучи сега еден овозможувач? Шефали тоа ни го прикажала на следниот начин. Прво, што велат овозможувачите? Дозволи ми да го направам ова за тебе. Второ, сега сум слободен и би бил навистина среќен да можам да ти го тргнам овој товар од тебе, наместо ти да се занимаваш со тоа. И трето, само ти остави ми ова работа на мене, јас ќе ја решам, а ти можеш да одиш и да се одмараш. Значи, во сето ова подлабоко, ако се анализира нештото, може да се види дека испод ова маска, его маска кој што навлекува родителот, лежи еден измамник кој што постојано бара помош без да биде прашан или без да се бара тоа од негова страна, и затоа овој родител едноставно не му дава можност на детето да ја одбија помошта, затоа што тој смета дека го најдобро го знае одговорот, затоа што тој смета дека најдобро може да ја реши таа работа, и овие родители токму поради тоа не соработуваат со своите деца, туку ја земаат ситуацијата во своји раце како заложник, и кога се во ситуација да ги одбиваат децата за помошта кој што ми ја нудат, овие родители мрчат и се повлекуваат во таквите моменти. И таа ги прашува родителите дали ви се познати овие однесувања, дали може би преку ова начин на опишување на маската на овозможувач се пронајдувате, можете да препознаете некои елементи кај вас, некои однесувања, и доколку е така, би било добро да стапите во контакт со чувствата кои што се испод оваа маска, кои што на некој начин довеле да се создаде таа его маска, и тоа би можеле да го направите преку на било кој начин, преку креативно изразување, преку водење дневници, преку медитација, преку цртање, преку сликање и така натаму. Вториот тип на поттип на его маска на поправувач е его маската суперхерој. Шефали ги прашува родителите: родители, кога сте предизвикани од детето, кога сте нервозни со вашето дете, зарем не ви доаѓа еден инстинкт наеднаш да ја превземете целосната контрола во своји раце? Дали ви доаѓа едно чувство дека вие треба да го имате крајниот збор и дека вие сте газда на семејството? И ако овој опис се подудира со вас, со вашето однесување, тогаш најверојатно е дека ја носите маската на суперхерој. Сега, кој е описот на суперхерој? Кои родители ја носат ова его маска? Суперхеројот е оној кој што знае се, кој што прави се, кој што превзема се под своја контрола, значи тој пали, тој гаси. За разлика од овозможувачите, значи претходниот его маска, тип на его маска, кога значи не ја бија споредиле со пчелата работничка, суперхеројот пак е пчелата кралица.
Значи, суперхеројот е задолжен за крајните одлуки. Значи, кога ќе дојде некој проблем кој што е од круцијална важност, родителот кој што ја носи его маската на суперхерој, тој значи кога ќе дојде некоја криза или несреќа, тој тогаш ревностно се нафрла, го презема целиот товар, целиот проблем. И во тие моменти тој е немилосрден, тој е многу строг и се смета, самиот смета дека е праведен во таквиот момент и ги игнорира сите напори кои што се направени од страна на другите. Значи, тие стануваат заложници на неговата моќ, на неговото влијание, на неговата компетентност. Суперхероите се родители кои што често пати во последниот миг ги поништуваат подготовките, например, за некоја забава, за кој што смета дека тие не се направени како што тој смета дека треба да бидат. Значи, овие личности се сакаат се да биде понивно и дефинитивно овие личности ги финализираат крајните планови. Другите личности околу нив не можат да направат ништо, значи да ги донесат крајните одлуки, се додека не се донесе согласност од страна на овој родител. Значи, и никаква одлука не може крајна да се донесе, ниту пак можат да се постават крајните, да се извршат плановите, без да се донесе согласност од страна на овој родител. И токму овие родители, спрема шефали се родители кои што имаат висок статус во општеството, во семејството, имаат големо влијание, имаат голема моќ, додека ги објаснува, значи објаснува другата его маска на поправувач, его маската овозможувач, каде што овие родители беа внесени во секојдневните животни ситуации на децата. Суперхеројот ја има вистинската моќ да направи разлика. Например, ако еден родител постојано му помага на своето дете на секој ден да работи со него за да може да добие одлична оценка по одреден предмет, суперхеројот е тој кој што кога ќе види дека детето има слабости, веднаш ангажира тутор, најдобриот тутор и прави разлика. Значи, суперхероите создаваат зависност на некој начин кој што е поинаков од овозможувачите, затоа што овозможувачите имаат илузија на контрола за секојдневните ситници и во крајната анализа тие не се осмелуваат да направат ништо затоа што немаат дозвола и одобрение од суперхеројот. И кои се верувањата на суперхероите, на родителите кои што носат маската, его маска на суперхерој. Тој смета: јас сум крајниот авторитет во ова семејство и без мене ништо нема да функционира. Второ, мојата одлука има многу гласови и токму поради тоа таа треба да биде испочитувана од сите. Трето, знам најдобро јас што правам и токму поради тоа другите треба да ја почитуваат и да ја ценат мојата компетентност. И четврто, јас сум гениалецот и другите поради тоа треба да ми го признаат ова нешто. Децата пак кои што растат со ова его маска на родители и текако се спречени да можат да имаат собственост над својот живот. Дури и како возрастни личности, значи тие до толку се навикнати од потребата да побараат одобрение од страна на овие родители суперхерои. И значи исто така овие деца се свесни дека нивните родители како се премногу компетентни и токму поради тоа овие деца се борат со овие родители како меч со две острици. Што значи тоа? Од една страна тие се свесни за тоа дека родителите се премногу компетентни
од друга страна пак тие чувствуваат дека се осакатени токму поради тоа, дека е подкопана нивната доверба, родителите не веруваат во нив доволно и поради тоа се огорчени и се од присуството на огромната моќ, на огромното влијание, на огромната компетентност од страна на нивните родители, кои што ја носат оваа егомаска на суперхерој. И овие деца најчесто се чувствуваат несигурни, несоодветни. Зошто? Затоа што во целост тие не можат да се поврзат со својот внатрешен интегритет, да зависат од својот внатрешен интегритет и како така нив му се одзема можноста да станат лидери. Како се чувствуваат? Се чувствуваат и како засенети од застрашувачката моќ на своите родители. Како звучи суперхеројот? Суперхеројот спрема Шефали звучи на следниот начин. Прво, знаеш дека никогаш не правам грешка и знам што правам. Второ, ти реков ова дека ќе биде грешка, ама ти треба да се научиш постојано мене да ме слушаш, поради тоа. Трето, не знам кога ќе научиш дека не знаеш се и кога ќе се одлучиш веќе еднаш мене да ме слушаш постојано. Четврто, знам ја што зборувам, затоа што јас знам се, затоа што сум јас попаметен, затоа што сум јас поуспешен и затоа дозволи ми да го исчистам сиот тој неред кој што го правиш позади тебе. И Шефали на крајот им објаснува на родителите дека родители ако ги препознавате овие карактеристики на егомаската кај вас, во вашето однесување, или пак познавате некој друг близок да ја носи оваа егомаска, би било добро навистина да се отиде испод чувствата на оваа егомаска, за да може да се најде начин подлабоко да се направи една анализа за причините зошто се појавиле овие чувства, кои што ја предизвикале ова егомаска. Драги родители, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден. Се гледаме.